се биде хроничар за општина Могила, посебно за селските населби, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збидувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадбинат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги долови оние навидум шитници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, слушателот или гледачот, а читателот, слушателот или гледачот на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Могила е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му дават посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Едно тие села е и селото Добрушево. Атарот на селото Добрушево како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село формирано во карактеристични природни, етнографски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошките пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено од тамнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милуваше општината Могила да ја крстарам во изминативе 20 години, овој пат повторно да го посетам селото Добрушево и за него да направам нов аудиовизуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија и за етнокултурните, така народски да се изразам битисувања на ова село, како што се добрушевските средби, кои оваа година во ова село се организираа по 13-ти пат, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој векови живее овде македонски и се дел од целокупната историја на Македонија. Иако 2-3 пати сум го посетил ова село, така да речам, никако не му доаѓаше редот да направам аудиовизуелен документарен запис за традиционалната манифестација Добрушевски средби, кои се организираат повеќе од една деценија, а сето ова започнато по иницијатива на неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски и на Јустинијана Прима, господин Степан, роден во ова село, а во крештената и во матичната книга на родени заведен под световното име Стојан Велјаронски, која манифестација секое господово лето се организира во првата сабота по Великден. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија
И ова 2025 господово лето за селото Добрушево штрнав првата сабота по Великден во раните утрински сати, за да присуствувам на утринското богослужение кое се одржа во многовековниот Добрушевски соборен храм, чие име го носи на Христовото вознесение, меѓу добрушевци попознат како Свети Спас, со чие богослужение чиноначествуваа дел од парохиските свештеници од Добрушевско Дедебалската парохија, заедно со соборскиот народ по чест на овогодишната традиционална 13-та манифестација Добрушевски средби, воедно да присуствувам и на ревијалниот дел кои го сочинува неколку културно-уметнички друштва ширум Македонија. Во раните утрински сати пристигнав во селото Добрушево, каде што ме чекаа Димче Кобиловски и еден од непознатите во денешното наше насочно современие географи, историографи и етнографи, професорот Драгослав Миновски, кои воедно се дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријево филм, кои беа дојдени по нова истражувачка мисија во Богдинскава регија. Времето беше пролетно, небото над Добрушево ведро, а набрзо како бисер гердан не само добрушевските патчини со качења, туку и од сета Добрушевска регија се заледи народ во правец на Добрушевскиот многовековен соборен храм, посветен на Христовото вознесение. Набрзо црковниот двор се наполни со соборски народ. Времето беше пролетно, небото над Добрушево ведро, поводно окото на камерата на мојот снимател Виктор Костевски да го опати секој детал од оваа традиционална повеќегодишна манифестација. Почитувани мои, пред да го проследите по големиот дел од утринското богослужение, кое се одржа во многовековниот Добрушевски соборен храм, чие име го носи на Христовото вознесение, меѓу добрушевци попознат како Свети Спас, со чие богослужение чиноначествуваа дел од парохиските свештеници од Добрушевско Дедебалската парохија, заедно со соборскиот народ, во чест на овогодишната традиционална 13-та манифестација поред Добрушевски средби, воедно и на ревијалниот дел кои го сочинуваа неколку културно-уметнички друштва ширум Македонија, предлагам да ги проследите до сегашните истражувања за духовниот живот низ вековите што одамна изминале на еден од најпознатите во денешнава наше насочно современие географи, историографи и етнографи професорот Драгослав Миновски. Повеќе од 10 векови македонскиот народ ја немаше возобновено својата сопствена држава, но македонците во никоја смисла не ја изгубија својата национална независност за долг временски период, благодарејќи на Охридската архиепископија, православната црква на македонскиот народ. Црквата беше таа која организираше голем дел од духовната, културната и друга дејност на својот народ, пред се преку градење на цркви и манастири. Инаку, Македонската православна црква во Република Македонија е собственик на повеќе од 2000 цркви, манастири, параклиси и други верски објекти кои припаѓаат на 7 епархии во Република Македонија. Под нејзина јурисдикција се околу 90 македонски православни цркви, манастири и црковни општини во диаспората. Америка, Канада, Австралија и Западна Европа, кои припаѓаат на 4 епархии со околу 500 свештено служители и монаштво. Црквата е раководена со 12 великодостојници, владици, начело со поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан во Република Македонија и светот. Македонската православна црква има Богословско средно училиште и Богословски православен факултет под покровителство на Свети Климент Охридски, кој е во состав на Државниот универзитет Свети Кирил
и Методи во Скопје. На 12 ноември 2009 година Македонската православна црква во своето име ја вклопи додавката Охридска архиепископија како директна наследничка на старата Охридска архиепископија. Покрај додавање на оваа додавка, Македонската православна црква Охридска архиепископија изврши и промени во грбот и знамето, односно наместо приказот на црквата Света Богородица Перивлепта, сега е црквата Света Софија од Охрид, како седиште на архиепископите на Охридската архиепископија. Македонските православни црковни општини, цркви и манастири во диаспората се конституирани врз законска основа и се организирани како религиозни, национални, социјални, хуманитарни и културно-просветни институции. За реализирање на своите активности, црковните општини пред се имаат добиено широка поддршка од тамошните влади и од мајката Свети Климентова црква. Со формирање на црковните општини во диаспората, во голема мера се придонесе да се подигне на повисоко рамниште и во известна смисла да се определи националниот идентитет на македонците од сите делови на Македонија во диаспората, без разлика од кој дел на Македонија се. Вардарска, Беломорска, Пиринска, Мала Преспа и од пограничните делови на Србија, односно без разлика македонците со какви патни исправи се дојдени во новите средини на живење. Преку Македонската православна црква, Охридска архиепископија, преку членување во тие духовни домови, добиваат документи што сведочат дека се македонци, а со тоа стекнуваат право да избираат и да бидат избрани во црковно-општинските тела и органи. Така, тие добиваат крштеници, венчаници, посмртници и други документи кои се официјални и законски пред тамошната администрација. Македонската православна црква, Охридска архиепископија, под водството на поглаварот господин Стефан, преку своите епархии, Американско-Канадско-Македонската епархија, Австралиско-Новозеландската епархија, Австралиско-Сиднејската епархија и Европската епархија, ги штити, ги организира и ги афирмира сите македонски црковно-патриотски интереси и потреби, овозможувајќи им на македонските доселеници од сите делови на Македонија да ја чувствуваат националната и црковната слобода. Епархиите обезбедуваат услови за се поголема афирмација на целокупното културно наследство и напредокот на македонскиот народ. Денес, поглаварот на возобновената Македонска православна црква, Охридска архиепископија и на Јустинијана Прима, господин Стефан, кој има титула архиепископ Охридски и Македонски, е петти поред. Првиот поглавар беше господин Доситеј, кој пред се има големи заслуги за духовното, националното и црковното живење на македонците. Тој ја возобнови Македонската православна црква и од него почна се. Вториот поглавар беше господин Ангелари, третиот поглавар господин Гаврил го направи првиот македонски превод на Библијата, а четвртиот поглавар беше господин Михаил. Петтиот поглавар на Македонската православна црква е денешниот архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан. Господин Стефан, архиепископот Охридски и Македонски, е роден на 1 мај 1955 година во село Добрушево, Битолско, како Стојан Велјановски, во патриархално православно македонско семејство, како шеста рожба на неговите благочестиви родители Тале и Стојанка. По завршувањето на основното училиште, есента
1969 година се запишал во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Драчево, Скопје, која со успех ја завршил во 1974 година. Потоа се запишал на Белградскиот православен факултет. По дипломирањето на Богословскиот факултет во 1979 година, Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква го поставил за професор во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Драчево, Скопје, а веќе идната година бил испратен на постдипломски студии на Екуменско-патролошкиот институт Свети Николај во Бари, Италија, на кој магистрирал во 1982 година. По враќањето од Италија бил поставен за предавач на Македонскиот православен богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје по предметите Свето писмо на Стариот Завет и патрологија, должност од која е избран за архиереј на Македонската православна црква. За монашение на 3 јули 1986 година во манастирот Свети Наум Охридски чудотворец во Охрид, а Хирот Онисан за епископ на 12 јули 1986 година во храмот Свети Димитрий во Скопје, како митрополит Злетовско-Струмички, а кратко потоа именување за митрополит на Брегалничката епархија. Во наредните години тој работел како професор на Православниот богословски факултет во Скопје, бил главен уредник на весникот Црковен живот и ја вршел функцијата ректор на Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Драчево, Скопје, во периодот од 1991 до 1999 година и портпарол на Светиот архиерејски синод. На црковно Народниот собор, одржан на 9 октомври 1999 година во Соборниот храм на древната Охридска архиепископија Света Софија во Охрид, бил избран, а на 10 октомври 1999 година и востоличен како 5-ти поглавар на Македонската православна црква и од тогаш тој ја извршува должноста архиепископ Охридски и Македонски, а истовремено е и надлежен архиереј на Скопската православна епархија. Оваа 2025 година, на 17 јули ќе се одбележи 55 годишнината од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква, период во кој таа се соочи со бројни последици. Во врска со тоа, архиепископот господин Стефан вели: возобновената автокефалност на Охридската архиепископија е темелот на Македонската православна црква. Како резултат на возобновената автокефалност се отворија богословијата и богословскиот факултет, се обнови монаштвото, се изградија и се градат нови, а се обновија и се обновуваат старите цркви и манастири. Исто така, се отворија македонски цркви и манастири ширум светот, во Австралија, Соединетите Американски држави, Канада, Европската Унија. На ова и на ваква црква има на што да се радуваат и апостолот Павле, и македонката Лидија, и светиот цар Јустинијан Прима, и светите Климент и Наум, и Прличев, и Теодоси, и Натанаил, и Гоце, и Мисирков, а таа е таква по нивните далекосежни визионерства, несебични заложби и како дар од небото. Паметиме какви беа, и тоа со децении и столетија, а знаеме какви се и сега, и Плаошник, и Свети Наум, и Бигорски, и Рајчица, и Вејлјуса, и Водоча, и Зрзе, и Осоговски, и Марков, и Лесново, и многу други.
но неспоредливо најважна од сите градби е онаа издидана во душите на овој македонски народ, вели поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан. Христијанството во Македонија, па и пошироко на Балканот, прв го проповеда и проширува светиот апостол Павле при своите мисионерски патувања, за што сведочат и делата апостолски. На тие негови патувања го придружуваат и апостолите Лука, Тимотеј, Сила и Тихик, кои самите, независно од светиот апостол Павле, работат на христијанизација на овие простори. Низ Македонија проповеда и светиот апостол Андреј, првоповикан, кој и го поставува светиот апостол Урбан за прв епископ во Македонија. Светиот апостол Силуан бил првиот епископ во Солун, а Епафродит во Адрија и Адријакија, погранично место со Тракија. Што значи дека уште тогаш се поставени темели на организирана црква. Би спомнале тука и дека апостолите Аристарх и Секунд биле солуњани, Епафродит бил од Филипи, а Гај од Добер, Дервија, кој се лоцира некаде меѓу Струмица и Валандово. Во тоа време Македонија била под римска власт, така што често биле менувани нејзините граници. Како резултат на христијанизацијата извршена во првите 3 века, веќе на почетокот на 4 век христијаните на просторот на Македонија имале организирана црква со црковна ерархија, чии епископи понатаму редовно учествуваат на помесните и вселенските собори. Во 5 век на просторот низ цела територија на Македонија постојат повеќе митрополии и епископии, од кои попознати биле Солун, Скопје, Хераклеја, Баргала и Стоби. Во тој период и низ цела територија на Македонија никнуваат многу рано христијански базилики. За време на владењето на царот Јустинијан I, кој потекнувал од село Таврисион, близу до денешното Скопје, бил изграден нов град, наречен Јустинијана Прима, во близината на родното место на царот. Скупскиот митрополит бил издигнат на ниво на автокефален архиепископ. Кателијан бил првиот архиепископ на архиепископијата Јустинијана Прима, во тоа време трета по чест меѓу помесните цркви, после Рим и Цариград. Имало и други архиепископи, како што се Бененат, Павле, Јован I, Леон и последниот Јован IX, кој во 681 година учествувал на Трулскиот собор во Цариград. Делото на светиот апостол Павле и светиот цар Јустинијан I го продолжуваат светите браќа Методи и Кирил и нивните ученици светите Климент и Наум Охридски. Во втората половина на 10 век, во рамките на Самуиловата држава, е организирана Охридската автокефална архиепископија врз темели на Јустинијан Прима во достоинство на патријаршија. Подоцна, по паѓањето на Самуиловото царство, повторно е сведена на степен на архиепископија и како таква постои цели 8 века, се до 1767 година, кога е укината од страна на турскиот султан Мустафа III, а нејзините епархии се присоединети кон Цариградската патријаршија. Од овој момент па натаму, македонскиот народ прави постојани напори за нејзино обновување. Нејзините епархии смениле неколку јурисдикции од соседните православни цркви. Особено, жестоки борби биле водени во втората половина на 19-тиот и првата половина на 20-тиот век, но поволни услови за враќање на самостојноста се создаваат дури во текот на Втората светска војна од 1941 до 1945 година. Пред самиот крај на војната,
во 1944 година во селото Врановци е создаден иницијативен одбор за организирање на Македонската православна црква. Во месец март 1945 година во Скопје е одржан првиот црковно народен собор, во кој е донесена резолуција за обновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква. Ова одлука е доставена и до Архиерескиот собор на Српската православна црква, бидејќи пред војната епархиите во делот на Вардарска Македонија беа во составот на Обединетата православна црква на србите, хрватите и словенците, подосна Српска православна црква. Архиерескиот собор на Српската православна црква не ја прифаќа оваа одлука, заради што во своите понатамошни барања иницијативниот одбор истапува со одредени редукции. Наместо како автокефална, бара да биде признаена како самостојна црква, но повторно не наидува на одобрување. Во 1958 година во Охрид е одржан вториот Македонски црковно-народен собир, каде што е прифатен предлогот за обнова на Свети Климентовата Охридска архиепископија, олицетворена во самостојна Македонска православна црква, а за нејзин прв епископ е избран господин Доситеј. Архиерескиот собор на Српската православна црква се согласи со одлуките на Македонскиот црковно-народен собор. Одлуката за самостојност на Македонската православна црква беше потврдена преку отслужувањето на заедничка архиерейска литургија со српскиот патријарх Герман на 19 јули 1959 година во црквата на Свети Мина во Скопје. И истовремено извршена и хиротонија на преспанско-битолскиот владика Климент. Со тоа, Светиот архиерейски синод на Српската православна црква и дал самостојност на Македонската православна црква, со тоа што таа и понатаму останува во канонско единство со СПЦ преку незиниот патријарх. По неколку дена во црквата на Свети Никола во Штип е хиротонисан за владика на Злетовско-Струмичката епархија господин Наум. Конституиран е синодот на МПЦ според уставот на МПЦ, како и другите административни органи и тела во архиепископијата и во епархиите. Во мај 1962 година, во придружба од патријаркот Герман, со неколку епископи на Српската православна црква, во посета на Македонската православна црква, дошол патријаркот Московски Алексиј, придружуван од митрополитот Никодим, епископот Пимен и повеќе високо достоинственици на Руската православна црква. На празникот на Свети Кирил и Методи во црквата на Пресвета Богородица Каменско во Охрид беше одржана и архиерейска литургија на која што служел патријаркот Московски Алексиј во сослужение со патријаркот Српски Герман и архиепископот Охридски и митрополит Македонски Доситеј. Ова било прво сослужување на поглаварот на МПЦ со поглавари на други автокефални цркви. Во 1966 година односите со Српската православна црква повторно се влошуваат. По ново настанатите недоразбирања и судири, Светиот синод на МПЦ на 17 јули 1967 година во Охрид го свикува третиот црковно-народен собор и на свечената седница во Охридската црква на Свети Климент Охридски ја прогласува Македонската православна црква за автокефална. Чинот на прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква е совршен на светата архиерейска литургија, отслужена во црквата на Свети Климент Охридски на 19 јули 1967 година од страна на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква. Точно 200 години по незиното укинување од страна на турскиот султан. По повеќе неуспешни обиди да се најде решение со Српската православна црква, Светиот синод на Вселенската патријаршија со своја одлука од 30 мај 2018 година одлучи да се заземе за решение на проблемот со признавањето на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и да ги преземе потребните чекори според неприкосновените права на историските и канонски надлежности и привилегии на
првопрестолната Вселенска патријаршија. На 9 мај 2022 година Вселенската патријаршија ја примила Македонската православна црква во канонско евхаристичко единство и ја признала посебноста, но под називот Охридска архиепископија. Одлучувањето за управните прашања патријаршијата и го препуштила на Српската православна црква. Македонска православна црква, Охридска архиепископија, по повеќе од 5 децении од едностранното прогласување автокефалност на третиот Македонски црковно-народен собор, повторно воспоставила канонско единство со Српската православна црква во мај 2022 година. Почитувани мои, пред да го проследите поголемиот дел од утринското богослужение, кое се одржа во многовековниот Добрушевски соборен храм, чие име го носи на Христовото вознесение, меѓу добрушевци попознат како Свети Спас, со чие богослужение чино начествува дел од парохиските свештеници од Добрушевско-Дедебалската парохија, заедно со соборскиот народ, во чест на овогодишната традиционална 13-та манифестација поред Добрушевски средби, воедно и на премијалниот дел, кои го сочинуваат неколку културно-уметнички друштва ширум Македонија, предлагам да ги проследите до сегашните истражувања на еден од најпознатите во денешнава насушно современие географи, историографи и етнографи професорот Драгослав Миновски. Македонскиот фолклор обединува богатство на песни, танци, носи, инструменти и обичаи кои го одразуваат животот и духот на луѓето во различните региони на земјата. Тоа е израз на радост, тага, љубов и животна енергија што се пренесува од поколение на поколение. Секој народ го има своето културно богатство и традиција, кои се уникатен печат на земјата. Од древноста па до ден денес Македонија го носи впечатливото богатство на своите обичаи, на својата уметност, јазик и вредности кои ги пренесува од генерација на генерација. Срцето на ова културно богатство е во различните аспекти на животот на луѓето, почнувајќи од традиционалните носии кои го одразуваат богатството на регионалните разлики, па се до музиката, танцот и фолклорот кои ја отсликуваат душата на нашата земја. За Македонија тешко е да се издвои што од сето ова е нејзино најзначајно и најуникатно културно и традиционално обележје. Преку уметноста, сликарството, литературата, театарот и филмот се представени животните искуства и соништата на нејзините народи кои создаваат богатство на изразност и креативност. Тука е и изворедното археолошко наследство. Од древните цивилизации, како што е македонската, па се до римските и византиските периоди, нашата земја чува многу древни артефакти и скопини кои сведочат за богатата историја. Фолклорот на Македонија е многу богат и разновиден, со длабоки корени во историјата, во традицијата и обичаите на сите народи кои живеат во ова поднебје. Откако Македонија ја стекна својата независност во 1991 година, фолклорот е значаен дел од националниот идентитет и од културата. Македонскиот фолклор обединува богатство на песни, танци, носи, инструменти и обичаи кои го одразуваат животот и духот на луѓето во различните региони на земјата. Тоа е израз на радост, на тага, љубов и животна енергија што се пренесува од поколение на поколение. Елементите на фолклорот вклучуваат широк спектар на аспекти на културата
кои се пренесуваат од генерација на генерација преку устни приказни, обичаи, музика, танци, облека, украси и други изрази на народната креативност. Некои од најосновните елементи на фолклорот вклучуваат приказни и легенди. Устни приказни, митови, легенди и приказни од народната традиција, што пренесуваат мудрост, верувања и научни истории. Музика и песни. Традиционалната народна музика, вклучувајќи ја народната песна, инструменталната музика и ритамот, кои го одразуваат културниот идентитет на народот. Разновидните обичаи и обреди, поврзани со животните циклуси, празниците, свадбите, роденијата и смртта, што ги одразуваат културните верувања и вековните традиции. Традиционалната облека и украсите кои ги носат луѓето, вклучувајќи го стилот на облекување, ткаенините, украсите, обувките и слично. Секој танц и кореографија има своја уникатна приказна и своја специфична носија. Богатството изразено преку разновидноста на облеката и начинот на украсување ги прави носиите дел од материјалната култура на македонскиот народ со долго вековна традиција. Од простите украсувања со растенија од околината до украсите со стари метални пари, носиите представуваат важен дел од македонската народна уметност. Фолклорните друштва во Македонија се вечни чувари на ова наше наследство. Првиот професионален фолклорен ансамбл формиран во Македонија е ансамблот Танец, основан во мај 1949 година. Целта на Танец е да ги представува највредните форми од македонската народна уметност преку сценски израз. Танец, како амбасадор на македонската народна уметност и на македонската култура, настапува во целиот свет, ширејќи го ова наше огромно богатство. Значењето на културното наследство и традиција не е само како врска со нашето минато, туку е чувар на идентитетот на еден народ. Во светлината на современите предизвици и промени, ова културно наследство, конкретно македонскиот фолклор, е нешто што го одбележува и да го дефинира народот и културата на Македонија, чувајќи ги живи и витални низ времето. Почитувани мои, така да речам, документарната репортажа посветена на традиционалната манифестација Добрушевски средби, која ова 2025 господово лето по 13 пат се одржува во селото Добрушево, не би била комплетна ако не би пренесо поголем дел од видеозаписот на ревијалниот дел во кој учествува неколку културно-уметнички друштва ширум Македонија, како дел од овогодишната традиционална манифестација Добрушевски средби. Почитувани мои, поголемиот дел од документарниот запис од ревијалниот дел во кој учествува неколку културни уметнички друштва ширум Македонија, како дел од овогодишната традиционална манифестација Добрушевски средби, ќе проследите во наредната репортажа.